Груби, картели, терористи, висока корупција и криминал, отворената војна на владата со организираниот криминал и корупцијата во земјава може да биде залудна и загубена, доколку судството сега не покаже дека е достојно на задачата. Успешните полициски акции, собирањето докази и апсењата може да бидат за џабе, доколку овие мокници ги искористат своите пари и влијание за да преку корумпираното судство спасат глава. Првиот симптом е фактот што судот донесе одлука за мерки за предпазливост за четворица луѓе од случајот Лотарија, но уште тактизира со притворот на Груби, кој барал да не заврши во шутка како услов да се врати во Македонија. Вака дел од поранишните гонители на криминал и корупција го оценуваат однесувањето на обвинителството и судот за случајот со милионската проневера во Лотарија, за која полицијата осомничи високи партиски функционери на СДСМ и ДУИ. Политички пазари, договори меѓу суди и обвинители. Се уште е нејасно зошто судството не истрае во борбата со корупцијата и не ги процесуира докрај сомнежите за криминалното однесување на функционерите од двоецот СДСМ и ДУИ. Не може клучните играчи, што би рекле крупните риби, да се изземат од постапката, а да се води постапка за поситни играчи таму кои во принцип и не можат да го сторат делото. Ова е дело од организиран криминал, каде што е вплетена политиката и политичари со име и презиме. За поранишниот обвинител Воислав Димовски, сосема е јасно зошто јавното обвинителство и обвинителството за организиран криминал не си ја вршат работата. Според него, тие се под влијание на политички елити од кои се избрани и се додека се челници на судството, во Македонија ќе се заштитува корупцијата на функционерите од СДСМ и ДУИ. Покрај ова жестока борба со криминалот која води МВР, неопходно е да има организирано обвинителство и организирано судство кое што ќе го следи тој чекор. Во случајот неспорно чекорот кој што го прави МВР е поголем од оној што го прават другите фактори во кривично-правниот прогон. Имено, кривична пријава за корупцијата во Лотарија е поднесена и против поранишниот премиер Димитар Ковачевски и екс-генералниот секретар Методија Димовски, иако тие се уште не се фатени во истрагата на јавното обвинителство. Обвинувањата се насочени околу државната лотарија, која и покрај тоа што немаше дозволи за електронско и онлајн коцкање, набави опрема за игри. Јавното обвинителство покрана истрага за проневера на над 8 милиони евра, поднесувајќи кривични пријави против 6 лица, меѓу кои се Артан Груби и поранешниот директор на Лотарија Перпарим Бајрами.